Почитувани граѓани, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН гласно навиваат да не добиеме датум за почеток на преговори со Европската Унија. Сите соработници на Мицкоски со јавни изјави дејствуваат против државните и интересите на граѓаните на Република Северна Македонија. Тања Каракамишева, советничка на Мицкоски, јавно побара од државите членки на Европската Унија да не дозволат да ги започнеме пристапните преговори. Токму Каракамишева, Мицкоски ја носеше на лидерските средби како негова десна рака. Потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски исто така јавно се залага за недобивање на датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Николовски нема никакво право да зборува за стандарди во Европската Унија. Александар Николовски е човекот кој вечерта на 27 април беше покрај Груевски во Виена. Човекот кој ја туркаше државата во безизлез, а народот го туркаше во судир, може за успесите на владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во исполнување на ЕУ стандардите да прочита во најпозитивниот извештај досега добиен од Европската Унија. Еден од соработниците на Мицкоски е и Антонио Милошовски, за кого стандардите на Европската Унија се мисловна именка. Одлуката на Судот за човекови права во Страсбур за незаконската лустрација е директно поврзана со дејствувањата на Антонио Милошовски. Во време кога ВМРО ДПМН беше власт, а овие соработници на Мицкоски беа дел од режимот, Северна Македонија беше држава заробена од неговиот партиски лидер Никола Груевски. Почитувани граѓани, Северна Македонија е просперитетна демократска држава, која се бори за својот напредок на европска сцена по 10 години уназадување од ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и Мицкоски не можат да се помират со напредокот на државата. Не можат да се помират со тоа што го добивме најпозитивниот извештај од Европската комисија и безусловна препорака за почеток на преговорите. Денеска сме блескав пример, ослободен од стегите и прангите на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН и Мицкоски се изолирани во деструктивното и антидржавничко делување. Не успеа да ја вратат државата од темното минато на криминал, изолација и неизвестност. Нема да успеат ни овој пат. Северна Македонија ќе биде членка на Европската Унија, а можеме да се пофалиме дека де факто веќе сме членка на НАТО. Ви благодарам.